Историскиот договор меѓу големите сили и Иран го отвора патот за укинување на санкциите против Техеран и за негова реинтеграција во меѓународната заедница. Скептиците, меѓу кои некои американски официјални представници, сметаат дека Иран, по укинувањето на санкциите, од нафтата и гасот би можел да инкасира стотици милиарди долари и да бележи економски раст од околу 8%. Дел од новите финанси Иран би можел да ги користи за дестабилизирачки акции. Мосен Милани, извршен директор на Центарот за стратегиски и дипломатски студии на Универзитетот во Јужна Флорида, за Радио Слободна Европа изјави дека договорот може да биде и пресвртница во друг правец на Блискиот Исток, бидејќи ги отвора вратите за подобри односи на Западот со Иран, со што би се намалиле тензиите во регионот. Договорот ја зголемува загриженоста во арапските земји со претежно сунитски муслимани кои се американски сојузници за разлика од шиитскиот Иран. Барак Обама ќе остане запамтен како американски председател кој ги обновил релациите со Техеран, но можеби ќе ги загуби традиционалните сојузници во регионот, вели Сами Ал Фарај, кувајтски советник за безбедност во Советот за соработка во заливот. Тој додава дека заливските земји би можеле да разгледуваат други опции за сојузништво, како на пример со Русија, Франција или пак Турција и Пакистан. Саудиска Арабија најави дека поради договорот со Иран и таа ќе ги изголемува своите нуклеарни капацитети за да има баланс, а член на Саудиското кралско семејство изјави дека и други земји на Блискиот Исток веројатно ќе го сторат истото. Но професор Милани оценува дека заканите од саудиците и од други блискоисточни влади дека ќе развиваат нуклеарни капацитети се само притисок врз Западот за добивање концесии. Иран, поради санкциите, досега не можеше целосно да ги користи своите енергетски потенцијали. Се проценува дека Иран е на 4-то место во светот според резервите на нафта, а пред Русија е и според резервите на газ. Ослободувањето на овие резерви на светскиот пазар не само што ќе ја зајакне економската моќ на Иран, туку и европските земји ќе имаат алтернатива за рускиот газ. Договорот може да му даде предност на релативно умерениот ирански председател Рохани во однос на тврдото крило во Иран, кое се противи на демократизацијата на земјата. Аналитичарот Алиреза Надер смета дека Рохани ќе се соочи со голем отпор доколку се залага за реформи и за поголеми права на граѓаните, па затоа ќе биде внимателен.